доаѓаш, наведни се и само со едните 5 прсти земи од нивната земја и чувај ја за вечен показ. Ти, чиј било татко, тука кога ќе застанеш, пушти ги солзите на волја да го залеат нивното цвеќе, вечно расцутено да биде. Ти, добар наш дедо, раскажувај им на внуците за годините страдање што биле, за сонцето тука што не греело, за една младост што не била, за да знаат и паметат. Другари, судбината ме врати во Неготинско, во районот на Црвени брегови кај Кривола. Престојувам во трлото на другарот Перо Андонов, во кого имам целосна доверба. Барам некаква можност да се поврзам со нашата партизанска организација од Неготино. Но, поради непријателскиот терор и блокадата од 16 јуни 43-та, кога зверски беше убиен нашиот другар и првоборец Манчо Малиминов, движењето низ градот е речиси невозможно. До заби вооружените полицајци и војници се постојано во патрулирање, а на секој дом не е смртта. Затоа, браќа, решив да ве повикам и заедно да заминеме кон Кожух, кон партизанскиот одред и оттаму заедно да действуваме. Очекувам авер од вас. Глава давам, жив не се предавам. Перо, брате, дојди малку. Еве, готово. Однеси го писмото и внимавај на себе. Не грижи се, брате, ќе се вратам до 10 часот. Ти одмори се малку. Надвор е тивко, овците се напасени. Можеш да се успокоиш. Ако не умрам дома, туку кај што стии пиштат, борба искри кај што лъштат, лазе речи на душата, има зошто душа дае. Јас сум честен македонец, крв македонска, вашите раце не седавам, сам се убивам. Таму долу, Криволачко, Црвени брегови, падна јунак за слобода, за Македонија. Спи спокойно, млад јунаку, Никола Петров. Ти загина за слобода, за Македонија. Јас сум со вас, јас сум жив со вас и да не ви биде жал што јас уште безброј пати, капка по капка, до последната капка крв за таа идеја, за слободата, за Македонија. Земја наша, разорана со коски, притисни посилно врз нивниот заеднички гроб, за да им биде подсврста през смртничката преградка. Нив веќе ги нема, но живееле и ќе живеат, и кога утре натажнатите од род класија во утрата ќе се грлат и љубат. Ќе се грлат со нивните раце, ќе се љубат со нивните усни.
Дами и господа, почитувани присутни, сограѓани и гости, добар ден и добре дојдовте на свечената седница на Советот на Општина Неготино, која традиционално се одржува по повод празникот на Општината 8 ноември, денот на ослободувањето на Неготино. Во име на Општина Неготино, ви благодариме за вашето присуство и одвоеното време, да ја проследите свечената седница по повод 75 годишнината од ослободувањето на нашиот град. На почеток, химната на Република Северна Македонија. Го повикувам председателот на Советот на Општина Неготино, господинот Диме Витанов, да ја отвори свечената седница и да ги поздрави присутните гости. Повелете. Почитувани сограѓани, драги гости, добар ден. Ми представува посебна чест и задоволство да ја отворам свечената седница на Советот на Општина Неготино по повод 75 години слободно Неготино. И во оваа прилика дозволете ми да ги поздравам присутните на денешната свечена седница. Го поздравувам градоначалникот на Општина Неготино, господинот Тони Делков, членовите на Советот и Општинската администрација. Ги поздравувам представниците на извршната власт во Република Северна Македонија, министерот за локална самоуправа Горан Милевски, заменик министерот за животна средина и просторно планирање господинот Јани Макрадули, актуелните пратеници во парламентот и вршителите на јавни функции во институциите и установите во Општина Неготино. Ги поздравувам представниците од меѓународните организации во Република Северна Македонија, ги поздравувам поранешните председатели и градоначалници на Општина Неготино и поранешните пратеници од нашата општина во Републичкиот парламент. Ги поздравувам градоначалниците од соседните општини, представниците на Центарот за развој на Вардарскиот плански регион и представниците од Бирото за регионален развој.
Ги поздравувам членовите на Општинската организација на Сојузот на борците од НОП од Неготино, продолжувачите на нивните дела, членовите на семејствата на паднатите и починати борци, како и загинатите борци во војниот конфликт во 2001 година. Ги поздравувам представниците на Македонската православна црква, на полицијска станица Неготино и армијскиот полигон Криволак и представниците од стопанството и граѓанскиот сектор во општина Неготино. Посебно сакам да упатам поздрав до представниците на делегацијата од нашето збратимено Попово, Република Бугарија. Ве поздравувам сите вас останати гости кои со своето присуство ја збогативте нашата денешна седница. Почитувани присутни, предлагам со едноминутно молчење да им одадеме почит на сите загинати борци во НОП, починатите борци, лицата кои ги изгубија животите во војните на поранешните југословенски простори, како и на загинатите бранители во војниот конфликт во 2001 година во нашата држава. Слави! Драги сограѓани, почитувани гости, го поканувам градоначалникот на општина Неготино, господинот Тони Делков, да ви се обрати со пригоден говор по повод денот на ослободувањето на Неготино 8 ноември. Повелите, градоначалник. Почитувани гости, почитувани советници, почитуван министер за локална самоуправа господин Горан Милевски, почитуван заменик министер за животна средина и просторно планирање господин Јани Макардулин. Почитувани сограѓани на општина Неготино, добар ден и добро ми дојдовте на денешнава свечена седница на Советот на општина Неготино по повод 75 годишнината од ослободувањето на Неготино. Нека ни е честит 8 ноември, а да сите верници упатувам честитки за големиот христијански празник Митровден. Не можам да го сокријам моето задоволство кога ве гледам сите вас денес во Салава, доедени заедно да го одбележиме денешниот ден. Во одбележувањето на 75 години Слободна Неготино сакам јавно да кажам и пред себе и пред вас. Неготино доживува напредок. Неготино се развива, бидејќи со искрена намера и мотив се трудиме секојдневно да покажеме низ дела тоа. Посветеноста и искрените намери полека но сигурно ги даваат очекуваните резултати. Програмските ветувања кои ги дадов во мојата изборна програма по 2 години потоа стануваат реалност и со право може да подвлечам дека повеќето наслови се заменети со конкретни и видливи решенија. Верувам дека во општина Неготино создаваме услови за подобро живење на сите нас. Верувам дека во Неготино сме на правиот пат. Со целата моја должност и почит, благодарност до борците кои се починати и кои ги дадаа своите животи за денешно Неготино, но исто така посебна почит упатувам и до семејствата на борците од НОП и до семејствата на хероите од Неготино, кои загинаа во војната во поранешна Југославија, како и за време на конфликтот во 2001 година. Сите тие се секогаш со нас во нашите сеќавања, во нашите мисли. Годинава му даваме посебен белег на овој датум, затоа што навистина решивме токму денес да им изразиме посебна почит на загинатите од Народно-ослободителната борба од Неготино, не само декларативно, со зборови и говори, туку вистински со дела кои се видливи како резултат на вложената работа. Токму во чест на денешниот ден решивме да направиме возобновување на едно спомено бележје од минатото.
кој што во последниве децении беше само запуштена руина и наместо место за почит кон загинатите беше недостапен, непреоден и непристоен дел од градот. Денес може да бидеме горди со нашиот подвиг и проект, дека спомен кустурницата на паднатите борци од народно-ослободителната борба ја претворивме во урбан, ураден и пристоен дел од градот, за што во изминатиот период се посветивме решително. Координирано со Организацијата на Сојузот на борците во Неготино, продолжуваме да ги негуваме традициите и редовно да се подсетуваме дека овој град има своја испишана историја, за која и младите генерации учат, се образуваат, но воедно и се обврзуваат. Почитувани присутни, дозволете ми денес, во интерес на сегашноста и иднината за нас и за нашите деца, во интерес за раст и развој на нашиот град, да пренесеме неколку пораки и информации. Во периодот меѓу двата празника, на повидок се повеќе реализирани проекти и активности. Го надминавме проблемот со редукциите за вода за пиење. Со владина поддршка инвестиравме во подобрување на регионалната и локалната патна инфраструктура. Со буџетски средства извршивме повеќе капитални санации во канализационата, водоводната мрежа и во санација на повеќе улици и тротоари во градот, како и во населените места. Во тек и со видливи резултати се проектите за прекогранична соработка од областа на енергетската ефикасност и проекти за заштита на водите и животната средина. Реализираме проекти со инвестициони активности и во областа на туризма. Создаваме услови за инвестициона клима и отварање на нови бизнеси во општината преку носење на повеќе урбанистички планови. Работиме на проширување на капацитетот за предстојане на младите. Работиме на подобрување на воспитно-образовната клима во училиштата, не само преку подобри услови за настава, туку и за превенирање на несакани однесувања на учениците. Преземаме мерки и активности за потикнување, унапредување и наградување на наставниот кадар во училиштата. Преку подобрување на условите за спорт и рекреација, насочени сме кон тоа во Неготино да го вратиме сјајот на постојните капитални објекти, но и да инвестираме во нови содржини за спорт и рекреација за граѓаните. Работиме тимски и настојуваме општина Неготино да биде отворена општина за сите, кои со своји идеи и иницијативи може да го дадат својот придонес. И покрај тоа, што бевме затекнати со многу лоша финансиска состојба во општината, до денес успешно се снаоѓаме и ги менаџираме финансиите кои се потребни за учество на сите овие проекти. Почитувани, како општина, соочени сме со разни барања и потреби на граѓаните, но во рамките на нашите надлежности и законските можности се трудиме да одговориме поминувајќи доста време низ административните процедури, постапки и бариери. Свесни сме дека преку ноќ работите не може да се решат и затоа апелираме на истрајност и трпеливост. Важна е посветеноста, желбата да се помогне и да се најде решение во рамките на закон, во рамките на можностите. Помагаме и тогаш кога немаме одредени надлежности, но имајќи во предвид дека одредени прашања се од општи интерес за граѓаните на општина Неготино. Ги насочуваме барањата од граѓаните кон повисоките институции и кон повисоките нивоа на власт. Како градоначалник, останувам доследен и посветен на мојата должност. Редовно да ги следам потребите на граѓаните, да дадам мој активен придонес во остварувањето на капиталните проекти, да соработувам со владата на Република Северна Македонија, која континуирано работи за подобрување на севкупниот стандард на граѓаните, но и која, како никогаш досега, има направено најмногу реформи, спроведува иновативни услуги и решенија во делот на социјалната сфера и во грижата за разни категории на лица и граѓани. Како општина, заедно со мојот тим, отворени сме за меѓународна соработка, свесни сме за бенефитите кои ги користи и кои ќе ги користи
нашата општина и граѓаните на општина Неготино преку разни форми на соработка со меѓународни агенции, проекти, институции и партнери. Како градоначалник, достапен сум секогаш за вас, граѓаните, за децата, за учениците, за младите, за спортистите, за пензионерите. Преку мојот профил, секојдневно, чекор по чекор, ве информирам и за сите проекти и настани. Како граѓани, редовно ве информираме и преку општинската веб страна. За крај, од моево обраќање, уште еднаш ги упатувам моите искрени честитки по повод 8 ноември, со желби за уште поголем прогрес, а најмногу за здравје и општа благосостојба за сите нас. За многу години да живее слободно Неготино. Му благодариме на градоначалникот Тони Делков за поздравниот говор. Ни за неговото излагање тој само не воведе во она што ќе следува во наредните минути и што ќе може и визуелно да го доближиме до сите вас, а тоа се проектите и активностите кои општина Неготино ги реализираше во периодот меѓу двата празника. Да го проследиме подготвениот материјал. Општина Неготино во изминатиот едногодишен период реализираше бројни проекти и активности со цел за подобрување на условите за живот на сите граѓани. Покрај враќањето средства од затекнатиот долг, навремено се сервисираат обврските кои произлегуваат од тековното работење на локалната самоуправа, се обезбедуваат средства за проекти од интерес на сите граѓани на општината, се реализираат тековни и се подготвуваат нови проекти. Со одговорно, честно и домаќинско работење и со финансиска поддршка од владата на Република Северна Македонија, наследениот долг од 117 милиони денари е намален за цели 72%, односно за само 2 години вратени се околу 70 милиони денари, што придонесува за финансиско стабилизирање на општината. Во изминатата една година советниците во Советот на општина Неготино одржаа вкупно 13 седници на кои расправаа по прашања од делокругот на работата на Советот. Донесен е буџетот на општината за тековнава година, програмите за работа на општината и установите институциите кои се под ингеренција на локалната самоуправа, урбанистичка планска документација, одлуки за идејни решенија за изградба на објекти, како и други одлуки и решенија. Општина Неготино повторно во функција го стави системот кој на граѓаните им овозможува по електронски пат во секое време од денот, 7 дена во неделата преку општинската веб страница да пријавуваат комунален проблем кај општинските служби. За прв пат после близу 30 години, граѓаните на Неготино и на дел од населените места цел летен и есенски период имаа нормализирано и целодневно водоснабдување без редукции на водата за пиење. Ваквата состојба се должи на одличната соработка со локалното комунално предпријатие, на временото откривање и санирање на дефектите, враќањето на водата која се губеше во водоводната мрежа и ред други зафати, со што се остварија заложбите граѓаните да имаат квалитетно и континуирано водоснабдување. Во иднина ќе се реализираат и други проекти. Се создаваат услови за згрижување, престо и квалитетна едукација на нашите најмлади и најмили сограѓани и дечињата, преку обезбедување средства за изградба на нова детска градинка во нашиот град. Новата градинка ќе биде со капацитет за сместување на 160 дечиња на возраст од 0 до 6 години. Со реализацијата на овој проект и со функционирањето на двата клона на Неготинската градинка се создаваат можности секое дете да може да престојува во градинка, а листите на чекање со бројки од над 200 деца ќе бидат минато. Во пепелиште Криволак и Тремник со средства од општинскиот буџет создадени се услови за целодневен престој на 70 дечиња во други просторни услови. Еден од приоритетите на општината е забрзан економски развој преку изградба на стопански капацитети со интенција за отворање на нови работни места и обезбедување екзистенцијална самостојност на нашите сограѓани. Во индустријската зона 1 веќе се гради производствен капацитет, продадени се 2 парцели во индустријска зона 2 на потенцијален инвеститор, а интерес кај инвеститорите се очекува и за индустријската зона Дуброво Тремник, се со цел за намалување на и онака ниската стапка на невработеност во Неготинска општина.
Во моментот во Неготино се гради првата социјална зграда која ќе има вкупно 62 станови со површина од 35 до 45 метри квадратни, а планирана е изградба и на паркинг простор. Со изградбата на оваа зграда со рок на изведба на работите од 18 месеци, во блиска иднина стамбеното прашање ќе го решат дел од примателите на социјална помош, лица со инвалидитет, лица со посебни потребни и самоохрани родители. Во соработка со приватниот сектор во градот во тек е изградба на 3 стамбено-деловни објекти. Во делот на подобрувањето на патната инфраструктура, после долги години се изврши санација и асфалтирање на главната улица Маршал Тито во должина од 800 метри и со ширина од 7 метри. Се изврши санација и асфалтирање на една од најфреквентните улици, Индустријска, во должина од 800 метри. Асфалтирани се 1 км и 600 метри од патниот правец Дуброво-Војшанци. Нов асфалт е поставен на патот Војшанци-Бистренци во должина од 3 км, со што се заокружителницата Дуброво-Војшанци-Бистренци-Корешница. На улицата Борис Кидриш, која води кон здравствениот дом, се постави асфалт во должина од 200 метри. Кај средното училиште во Неготино изведен е тротоар со бекатон коцки во должина од 160 метри. Во селото Војшанци со бекатон коцки се поплочи улица на површина од 1200 метри квадратни. Исто така, со бекатон коцки комплетно се уреди една улица во селото Криволак во должина од 200 метри и една улица во Тимјаник во должина од 400 метри, а во Тимјаник и Тремник, како и на улици во градот, се изврши санација на оштетени делови од коловозите. Предвидена е реконструкција и на улица во Пепелиште во должина од 450 метри. На повеќе улици во Неготино беа санирани сливните решетки и ударните дупки. Преку подпроектот Вински, АПИ и екотуризам во Неготино и околината, кој се спроведува во рамките на проектот за локална и регионална конкурентност на Европската Унија, отпочна изведбата на жардинерии на влезот во Неготино кај СРЦ Младост. Дополнително ќе се изведат жардинерии и на влезот од Кавадарци. Се обезбеди нова урбана опрема од клупи, канти, контейнери, се набавија тенди и столици, а се подготвува и друга опрема за сајање и манифестации. Се поставува нов инфотач уред пред општинската зграда, знаци и паноа за подобра туристичка промоција на винските и туристичките сместувачки капацитети во општината. Со проектот се уредува и винската архива во подрумот на Желковата куќа, а отпочна и активности за реконструкција на старата школска зграда во селото Вешје, во така наречен едукативно-туристички апицентар, како и партерно уредување на постоечкиот пчелен парк. Со средства од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој, одобрен е проект за изградба на дел од патниот правец Горни Дисан Вешје во должина од 780 метри. Се изврши санација на околу 400 метри од патниот правец Долни Дисан Тремник, со што се олесна пристапот на земјоделците од регионот до земјоделско земјиште со површина од 600 хектари. Одобрен е проектот Пристапен земјоделски патен правец Калдрама во должина од 580 метри за изградба на инфраструктура за пристап до земјоделско земјиште. На местото на стариот руиниран и подложен на оштетување се гради нов мост на реката Вардар, со што се обезбедува поголема безбедност за возачите и за пешаците, а паралелно обезбедени се средства за комплетно уредување и асфалтирање на алтернативниот пат кој сега се користи од Пепелиште до Криволак во должина од 6 километри. Подпишан е договор за реконструкција на дел од улица во селото Тремник во должина од 1000 метри, со што се излегува во пресрет на барањата на жителите за решавање на овој проблем. Еден од одобрените проекти е изготвување на техничка документација и ревизија на истата за изградба на јужна и северозападна обиколница во општина Неготино за улица новопроектирана 1, 2 и 3 со сите потребни детали. Станува збор за 3 потези од јужната обиколница со нивна вкупна должина од 3400 метри. Делот пак северозападна обиколница предвидува комплетна техничка документација за новопланираната обиколница од северозападниот дел од Неготино. Планираната обиколница е со должина од околу 3000 метри и приклучни патишта до постоечката сообраќајна мрежа во должина од околу 2500 метри. Преку спроведувањето на проектот енергетска ефикасност во прекугранична област како индикативен фактор за политика на животна средина, Средното општинско училиште Свети Кирил и Методи беше промовирано во енергетски ефикасно училиште. Таму се изврши замена на постоечките со енергетски ефикасни прозорци, поставени панели и соларни колектори, како и активности во спортската сала, со што дојде до значително подобрување на условите за одвивање и следење на воспитно-образовниот процес.
Интервенции за подобра енергетска ефикасност се изврши и во просториите на локалната самоуправа преку замена на прозорци и надворешни врати со нови, замена на постоечките со нови енергетски ефикасни светилки и замена на старите со нови енергетски радиатори. За партнерот Општина Неготино проектот предвидува и замена на јавните светилки во градот и населените места со нови LED технологија со цел за заштита на енергија и намалување на загадувањето преку поставување на нови 1400 светилки во цела општина. По објавувањето на јавниот повик кој се реализираше по принципот прв дојден прв услужен и кој беше со цел да ги стимулира граѓаните од општината преку субвенционирање да користат велосипеди, а со цел за намалување на бројот на возила кои се движат, за рекордно краток временски период 59 сограѓани набавија нови велосипеди. Во соработка со Центарот за развој на Вардарскиот плански регион реализирани се и се спроведуваат повеќе проекти од интерес на граѓаните на нашата општина. Преку проектот Валоризација на културното наследство со средството за сопствено учество и од Министерството за локална самоуправа, Биро за регионален развој, се уреди просторот кај спомен костурницата со изведба на скали, изградба на фонтана, паркинг простор, пешачки и тримпатеки, летна сцена, поставени фиксни клупи и приуредување на платформи со гранитни плочки, поставена електрика и водовод, а целиот простор е комплетно хортикултурно уреден, со што се создаде простор каде граѓаните во одмор и релаксација ќе можат да минуваат дел од слободното време. Преку апликација до амбасадата на Јапонија се обезбедија средства со кои се изврши комплетно поставување на парно грејење во сите простории на подрачното училиште во Долни Дисан, со што се затоплени сите простории во ова училиште. ИПА проектот заштита на водните ресурси со намалување на човековото влијание во прекугранична област со акроним ВАМБРЕЛА опфаќа изградба на главен колектор на отпадни води за приклучување на тименик со системот за отпадни води на Неготино во должина од околу 2000 метри, подготовка на техничка документација за довршување на колекторскиот дел во градот во должина од 400 метри, подготовки за документација за пречистителна станица. За партнерот ЈП Комуналец извршена е набавка на геофон и ултразвучен мерач за навремена детекција на загубите на вода. Наскоро ќе биде набавено возило каналчет за отпушување јами и канализации, што е од голема потреба за јавното предпријатие. Финишираат градежните работи за изведба на атмосферска канализација на улиците Браќа Миладинови и 8 ноември за потребите на жителите на Тремник. Во ова населено место се изврши чистење на уличните канали за одводување на атмосферските води во должина од 2,5 километри. Исто така, согласно годишната програма, во Тремник е отпочната изградба на канализациона мрежа во должина од 440 метри, со што се создаваат можности за приклучок на истата од страна на дел од местното население. На барање на жителите преку реконструкција на водоводната, атмосферската и фекалната мрежа. Извршена е санација на дефектна дел од улицата Киро Крстев и решен е еден долгогодишен проблем. Општина Неготино преку програма на Министерството за финансии доби универзален ровокопач скип кој е ставен на располагање на ЈП Комуналец и помага во одржувањето на патната инфраструктура, чистење на канали, копање на ровови и други намени, а ровокопачот е опремен со дополнителна опрема, хидрауличен чекан и даска за чистење снег. После долги години провлекување на овој проблем, се започна со реконструкција на спортската сала Младост. Во првата фаза се работи на замена и поставување на подната и кровната конструкција во големата и малата сала, а следуваат и други активности со кои овој прекрасен објект ќе биде вратен во правобитната состојба. За уредување на околината на спортско-рекреативниот центар во Неготино избрано е идејно решение за уредување на просторот, кој треба да добие функција на модерен центар, кој ќе представува место за спортување, играње и забава, собиралиште на луѓето поради спортски манифестации и шеталишта. Преку владата на Република Северна Македонија обезбедени се потребните финансиски средства за изградба на детски базен во Неготино. Исто така ќе има тримпатека за пешачење со места за одмор, реквизити за вежбање, детско игралиште за немладите, поставување на клупи и уредени места за седење со урбана опрема, фонтана за пиење вода и водени површини фонтани и велосипедски патеки. Планирани се површини за изградба на угостителски објекти, паркинг места за пристапна улица, водоводна линија, технолошка водоводна линија, канализациона линија, поставување соодветно осветлување, парк за миленици и хортикултурно уредување на просторот околу спортско-рекреативниот центар во Неготино.
Во двете основни општински училишта и подрачните кои делуваат во нивен склоп, во средното училиште и во детската градинка во Неготино летниот период беше искористен за преземање на голем број активности за создавање подобри услови за непречено одвивање на воспитно-образовниот процес. Во рамки на одржувањето на големиот музички хепенинг насловен како Неготино Фестивал 2019 што се одржа на плоштадот, а по повод завршувањето на учебната година, на над 30 ученици и нивните ментори од двете основни училишта во градот и средното општинско училиште им беа доделени вредностни ваучери како награда за постигнати резултати од областа на образованието. Во периодот меѓу двата празника се одржаа традиционалните манифестации карактеристични за нашиот град: Неготински панаџур, недела на виното Свети Трифун, Неготинска вечер и други. Во рамки на расположивите финансиски средства, локалната самоуправа го помага функционирањето на спортските клубови од општината и индивидуалните спортисти, одржувањето на културни настани и манифестации, семинари и советувања од разни области. Во изминатиот период беа реализирани и многу други проекти и активности за кои населението од општината беше навремено информирано преку разните форми на информирање. Почитувани присутни, и оваа година сме почестени со присуството на делегација од збратимениот град Попово, Република Бугарија. Општина Неготино остварува плодна соработка со општина Попово повеќе од 16 години. Во делот кој следува од денешната свечена седница ќе ги прогласиме и ќе ги доделиме наградите на носителите на наградата 8 ноември и признанијата по повод празникот 8 ноември. Токму затоа ги повикувам председателот на Советот на општина Неготино господинот Диме Витанов да ги прогласи, а градоначалникот на општина Неготино господинот Тони Делков да ги додели наградата и признанијата. Врз основа на член 79 став 1 точка 50 од статутот на општина Неготино, член 4 и 6 од одлуката за восстановувањето на општински награди и признанија. Советот на општина Неготино на седницата одржана на 1.11.2019 година ја донесе следната одлука. Се доделува признание за 8 ноември на Дионис Башлаков за општествена, промотивна и туристичка дејност. Дионис Башлаков дипломирал на Природно-математичкиот факултет во Скопје, одсек биологија во 1986 година. Работи како професор во гимназијата Свети Кирил и Методи во Неготино се до неговото пензионирање 2012 година. Ентузијазмот низ годините наназад и огромната пасија кон старите автомобили прераснува во предприемничка идеја. Како долгогодишен колекционер на стари автомобили олтајмери, неговата збирка станува до толку бројна, што просторните услови беа пречка, но истовремено и иницијатива, сите тие да бидат ставени на едно место и да се издигнат на ниво на музејска колекција, која може доста добро и успешно да биде промовирана пред цел свет. Тоа е видливо, атрактивно, инспиративно и многу оригинално за развој и промоција на туризмот во Неготино, со тенденција да добие алтернативна музејска поставка, а со тоа да постои и како туристичка атрактивност во регионот. Го поканувам професорот Дионис Башлаков да го прими признанието. Се доделува признание 8 ноември на Страшо Андов од хуманитарната дејност. Страшо Андов е роден 1953 година во Неготино. Започнувајќи од раната младост, па се до 65 годишна возраст, е регистриран како активен дарител на крв. Во
Во тој период има дарувано крв 110 пати. Во рамки на неговиот професионален ангажман во фабриката за кабли Неготино, покрај неговото активно крводарителство е вклучен во организацијата на крводарителски акции, во рамките на кои се собрани над 10.000 крвни единици. До сега Андов има добиено признанија и благодарници за 25, 50 и за 100 пати дарувана крв од Црвениот крст на Македонија, како и признанија од Сдруженијата на крводарители на Република Србија. Го поканувам господин Страшо Андов да го прими признанието. Се доделува признание 8 ноември за 2019 година на Роберт Ристов од областа на културата. Роберт Ристов е роден во Неготино, дипломиран драмски актер на Факултетот за драмски уметности во класата на Љубише Георгиевски 2002 година, магистер по уметности од областа на театарската режија, Факултет за аудиовизуелни уметности ЕФТА 2018 година. Од јануари 2018 година работи како управител на театар Провокација од Скопје. Има одиграно над 50 улоги во вечерни представи и 30 на улоги во театарски представи за деца. Добитник е на повеќе меѓународни и државни награди и признанија, меѓу кои најдобра машка улога доделена од НЕТА во рамки на Интернационалниот фестивал Ристо Шишков Струмица 2017, Гран При на фестивалот Насмевка на Сараево 2017 година, Гран При на фестивалот Стоби 2010 година и други награди. Го поканувам Роберт Ристов да го прими признанието. Се доделува признание 8 ноември 2019 година на Марија Јанева од областа на спортот. Марија Јанева е родена во Неготино, се занимава со спорт, поточно кикбокс, повеќе од 6 години. Има учествувано на повеќе меѓународни и државни надпревари и има освоено голем број награди и признанија, меѓу кои 4 пати државен првак, 3 пати државен вице-првак, еднаш балкански вице-првак, второ место на меѓународниот куп Балкан Опен, 2/3 места на Балкан Опен, второ место на Балкан Бест Фајтер и многу пофалници за учество на манифестации од хуманитарен карактер. Го поканувам Марија Јанева да го прими признанието. Почитувани присутни, признанията им се доделуваат за остварени резултати во областа на локалниот економски развој, спортот, образованието, културата, стопанството и хуманитарната дејност помеѓу двата празника 8 ноември и нивниот придонес во развојот, афирмацијата на општина Неготино. Врз основа на член 79 став 1 точка 50 од статутот на општина Неготино, Советот на општина Неготино на седница одржана на 1.11.2019 година ја донесе одлуката за доделување на награда 8 ноември за 2019 година. Се доделува награда 8 ноември постхумно на Лазар Димов од областа на општествено-политичката дејност. Лазар Димов е роден 1946 година во Неготино. Дипломирал на Факултетот за електротехника и на Природно-математичкиот факултет на Универзитетот Свети Кирил и Методи Скопје. Во
својот професионален ангажман бил председател на извршниот совет на собранието на општина Неготино од 1982 до 1986 година, директор на ТЕЦ Неготино од 1989 до 1993 година, председател на собранието на општина Неготино од 1991 до 1996 година и пратеник во собранието на Република Македонија од 1994 до 1998 година. Во текот на своето работење, зад себе има оставено капитални објекти од траен печат и функционалност за градот, меѓу кои колекторски систем за регулација на Тимјаничка река, стоковната куќа, спортската сала Младост со тениските терени, хали за стокови резерви, паралелен систем за наводнување, како и отворање на телевизија Неготино. На овој начин, преку својот професионален ангажман, има огромен придонес за унапредување, афирмација и промоција на општина Неготино. Наградата ја прими представник од семејството, затоа го поканувам неговиот син Блаже Димов да ја прими наградата. Почитувани присутни, во име на добитниците на признанијата и на наградата 8 ноември, ќе се обрати Роберт Ристов. Роберт, повели. Почитуван градоначалниче Тони Делков, почитувани членови на Советот на општина Неготино, дами и господа присутни на оваа свечена седница, се обраќам во моје лично име и во името на сите наградени овде. И сакам најпрво да се заблагодарам за честа што ни укажавте и затоа што го препознавте нашиот труд, нашата посветеност и нашиот професионализам во сферата во која што сите ние различно делуваме. Сакам да кажам дека ова за нас представува една потврда за тоа дека ние сме на вистинскиот пат и дека се движиме во вистинската насока и се разбира ќе биде мотив и поттик и понатаму да работиме уште повеќе посветено и постигнеме уште поголеми резултати. И се надеваме дека со нашето делување ќе успееме да делуваме оваа наша општина да стане убава општина за живење. Благодарам, господин председател. Уште еднаш честитки до сите добитници. Во продолжение, почитувани присутни, предлагам заедно да го проследиме мини концертот на Пламенка Трајковска Гудачко трио. Уживајте.
Ви благодариме за вашето присуство на свечената седница и ви посакуваме пријатен остаток од денот.